Во Музеот на современа уметност во Скопје е отворена изложбата насловена "Форми во лед, меѓународни уметници во француските колекции". Изложбата е организирана од Францускиот институт во Скопје и Музеот на современа уметност во Институт во Скопје во соработка со Музеот за современа уметност во Лион и градот Лион. Ни селекција на значајни дела од колекцијата на Музеот на современата уметност од автори како Карлос Круз Диес, Хисао Домото, Ана Ева Бергман, Пјотр Ковалски, Зоран Мушиć, Виргилије Невјестиć, Енрике Песере се истакнуваат уметници од целиот свет кои по Втората светска војна заменуваат во Париз, каде се формираат многубројни меѓународни уметнички заедници. Историјата на уметноста во 20 век, која е обележана со преселби и екзил на уметниците, ни открива една неверојатна разновидност на животни, патешествија и уметничка практика. По Втората светска војна голем дел од уметниците заменуваат во Париз како космополитски град и светска крстосница каде што се формираат многубројни меѓународни уметнички заедници. Париз во посвоена Европа е вистинско плодно тло за уметниците кои бегаат од тоталитарните режими, насилните конфликти или авторитарните уметнички доктрини. Со тоа Париз добива димензија на светски град, глобализиран, космополитски. Тој се претвора во меѓународен центар за уметници од целиот свет, а значењето на изразот Втората париска школа станува многу подлабоко од изворното значење. Изложбата "Форми што летаат, меѓународни уметници во француските колекции" покрај реномираните автори покажува посебен интерес за уметничките имиња и правци кои можеби не се многу познати, но денес се дел од француската колекција на музеот. Оваа колекција прикажува една генерација уметници кои живееле во време на длабоки сомнежи, но истовремено и на силна надеж. Со оваа изложба и се дава омаж на креативноста како плод на уметничките размени на една генерација во потрага по заеднички јазик. Сите јазици се мешаат правејќи го Париз модерен Вавилон, чиј заеднички јазик станува уметноста. Ова изложба има за цел да воспостави една фиктивна заедница на уметници, прикажувајќи ги нивните меѓусебни врски и средби. Таа ги обединува трагето од нивните заеднички простори на креативност, ателијата, приватните академии, школата за ликовни уметности во Париз, салонот на новите реалности и други. Всушност, ова е една поставка која пред се настојува да ги прослави овие заеднички патики и движења. Кураторот Матје Лелиеврв, кој што е директор на оделот за колекции во Музеот на современа уметност Лио, додава дека поаѓајќи од темите за уметничките преселби, патување и донации, изборот на уметничките дела од музеот отвораат исто така и простор за меѓугенерацијски и меѓуинституционален диалог помеѓу двата музеја.